Вчера во американската сојузна држава Мичиген, американскиот председател Џо Бајден победи на демократските председателски прелиминарни избори. На републиканската страна поранешниот председател Доналд Трамп лесно ја порази ривалката Ники Хејли, со што се обезбеди шеста последователна победа на партиското гласање. Во овој дневник од Вашингтон го имаме Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, што значи ова во контекст на пошироката слика за изборите во ноември? Марина, добро вечер од Вашингтон. Со пребројани околу 2/3 од гласачките ливчиња на демократските председателски прелиминарни избори, Бајден води со 81% на ова партиско прелиминарно гласање. Но многу важно во моментов е пораката што неговите условно кажано гласачи му ја испратија на актуелниот председател. Имено околу 15% од предпоставените демократски гласачи не гласаа за него, туку напишаа неопределен. Еве што значи тоа. Ваквите резултати се одраз на растечкиот критицизам спрема Бајден од страна на прогресивните гласачи, како и од многу арапски и муслимански американци, заради начинот на кој се справува со војната меѓу Израел и Хамас, или уште попрецизно затоа што не бара траен прекин на борбите. Во ова сме прилично убедени, зашто пред гласањето лидерите од Мичиген, вклучително и представничката во Конгресот Рашида Тлајб, демократка од Мичиген, ги повика гласачите да го сторат токму тоа, како барање до Бајден да го промени курсот за Газа. Кај републиканците, како што споменавте, Трамп води со над 80% пребројани гласови. Како и да е, Хејли рече дека ќе се надпреварува барем до изборите на супер вторникот, што е на 5 март, кога прелиминарно ќе гласаат 16 сојузни држави. Мартин, што значи супер вторник и зошто е важен за кандидатите за председател на САД? Марина, тоа е денот кога голема група сојузни држави ги одржуваат своите прелиминарни избори. Во случајов 15 држави и една територија. Историски терминот супер вторник се користи од 1976 година. Кандидати кои победиле во супер вторник и ја добиле номинацијата на нивната партија се Роналд Реган, Бил Клинтон, Џорџ Херберт Волкер Буш, Ал Гор, Џорџ Буш, Хилари Клинтон, Барак Обама и последниот пат Доналд Трамп. Во 2016 година Трамп победи на 7 од 10 избори на супер вторникот, пошто уследи добивањето на партиската номинација. Технички, за овој комплициран начин на гласање во Соединетите Американски држави би кажале неколку факти. Потребни се 1420 делегати од 36% од сите делегати за да се добие председателската номинација на Демократската партија. Кај републиканците пак потребни се 1215 делегати или 50% од сите делегати за да се добие председателската номинација на Републиканската партија. Од се во ова станува се поизвестно дека ќе видиме соочување на Бајден со Трамп во ноември. Марина? Благодарам, Мартин Николовски од Гласот на Америка.